Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Јован Деспотовски. Господине Деспотовски, 2023 година полека изминува. Можеме ли да кажеме колку компании побарале државна помош во 2023 година и колку пари добиле од буџетот? Редовно, можам да кажам дека редовно ги сервисираме обврските што ги има државата преземена кон странските инвеститори, значи договори кои се подпишани во изминатиот период, она што го подпишавме секако оваа година. Значи сублимирано до крајот на годината, согласно она што го имаме досега исплатено и она што сега веќе се во моментов се процесира од страна на меѓународните ревизори кои што ги ангажираме, че станува збор за повеќе од 20 на различни барања, односно 20 на различни наши компании и клиенти. Вкупниот обем на средства кои што до крајот на годината ќе се реализираат од буџетот на име на државна помош би изнесува некаде околу 20 милиони евра. Во 2022 година државниот ревизор изврши еден вид на скенирање на работата на тирзовите. Би ве прашал дали се уште финансиската помош кон странските компании се доделува без транспарентни критериуми, преку директни преговори и без утврдена методологија. Ова беа наводи кои што ги утврди државниот ревизор. Дали во тековната 2023 година оваа пракса е променета и надмината? Значи ние уште во периодот можам само да кажам дека државната ревизија беше минатата година во дирекцијата, прв пат по 10 години, ако не се лажам, опфати период на ревизија од 2015 до заклучно со крајот на минатата година. Она да кажеме што е позитивно, сакам да го истакнеме, тоа што немаше никакви наводи за финансиски нерегуларност или злоупотреби, што е навистина добро и позитивно. Од аспект на препораките што ги добивме, меѓу другото беше препораката дека самиот систем на доделување на државната поддршка е веќе регулиран со европска регулатива, која што е целосно преземена кај нас. Така што и досега сме имале систем во кој што повеќе институции ги разгледуваат барањата и сепак поддршката се доделува по одредена методологија, меѓутоа ние сметавме дека треба да видиме чекор понатаму и не само заради забелешките на државниот ревизор, туку заради фактот што сакаме и да ги видиме ефектите или да ги зајакнеме ефектите од помошта која што се дава на компаниите, било да се странски или домашни. Така што во соработка со PricewaterhouseCoopers изработивме методологија за доделување на државна поддршка, која што по точни критериуми, согласно она што го добиваме како инпут од самата компанија на почетокот на процесот на разговори, доаѓаме до одредена структура на поддршка. Испративте забелешки во однос на ревизијата? Ние уште во самата фаза додека беше ревизијата, значи ги доставивме нашите, не беа тие забелешки на препораките, туку беа одговори на препораките или преземени чекори, така што ова што го зборуваме од аспект на методологијата веќе содржано и во самиот извештај на крај. Државната ревизија согласно регулативата по која што работи во текот на оваа година два пати побара од нас и ни испративме извештај од аспект на текот на реализацијата на преземените чекори. Таму имаше препораки за останати работи, не само поврзани со државната помош. Би ве прашал дали во меѓувреме финансиска помош има побарано компанијата АЕ Solar AD Тетово. Дел од собственичката структура на АЕ Solar AD Тетово е на Pixel Group, која што е поранешна компанија на премиерот Димитар Ковачевски, а сега е во собственост на неговиот кум. Дали има побарана државна помош? Значи ниту има доставено вообичаена праксата да се достави, значи било кој инвеститор кој што има намера да вложи средства во рамки на технолошко-индустријските развојни зони, праксата е вообичаено да достави писмо за намери кај нас, така што можам да кажам дека компанијата што споменавте воопшто не писмо за намери доставено до дирекцијата за било какви инвестиции во зоните. Тетовскиот тир стана актуелен во јавност и во однос на една друга компанија, Nextego Mobile, која според она што беше најавено, треба да започне со производство на електрични автомобили. Негде година и 4 месеци по најавата и по офрлањето на првата лопата на терен, се уште немаме ниту најава за изградба на објектот, а камоли за производство на електрични автомобили. Зошто? Проектот од самиот старт беше доста комплексен. Прво со самата димензија, второ заради тоа што сепак стане збор за целосно нова, да кажеме, дејност која што треба се почне во рамки на не само на зоните, во рамки на државата. Значи во оваа фаза имаме подпишан договор со самата компанија, тој го објавивме уште колку споменавте пред година и половина или година 4 месеци, не е важно. Во меѓувреме се обидуваме, односно се обидовме да им помогнеме на самата компанија да обезбеди
квалитетен инпут од аспект на основен проект, согласно нашата регулатива, бидејќи проектите со кои што дојдоа тука се очигледно прилагодени за пазарите на Западна Европа, односно за Германија, кои што не соодветствуваат со она што го имаме тука. Тоа е број 1 и број 2, секако да им помогнеме во делот на обезбедување на квалитетна испорака на она што им треба во делот на изградба на самиот објект. Можам да кажам дека во моментот работат тимовите на самата компанија со неколку поголеми градежни компании во државата за да речеме затворање на сегментот на изградба на објектот, така што во моментот кога ќе се случи тоа, сега градежните работи ќе започнат. Јас сакам да кажам дека сакаме да дадеме шанса на самиот проект. Беше најавено дека производството треба да започне негде крајот на 2024 Стои се уште во деловниот план, дали тоа ќе се пролонгира? Значи, видете, све зависи од самиот инвеститор. Значи, ние имаме ситуации каде што одредени производствени капацитети, скоро имавме ситуација со канадската Магна, која што за неполни 10 месеци успеа да го заокружи производствениот погон и да започне производство, така што се уште немаме најава за било какво пролонгирање во тој сегмент на роковите, на што мене ми е фокус во моментот е што поскоро да видиме почеток на градежните работи на терен. Кога може тоа да се очекува? Например, временски? Знаете како, јас секогаш сакам да најавам дека тоа ќе биде побрзо заради тоа што на тој начин прави ми притисок, на некој начин позитивен, ајде да кажам, врз самите компании да действуваат побрзо, и тоа сега ќе се воздржам да се очекаме да се комплетираат сите активности, па повторно кажам да дадеме шанса проектот сепак да заживе. При тоа повторно кажам целосно заштита на нашиот национален, односно интересот на јавните средства. Би ве прашал уште едно прашање во контекст на оваа инвестиција. Дали, например, е грешка ако кажеме, бидејќи честопати нели се споменува во јавноста, дека инвеститор преку оваа компанија која што ќе произведува електрични автомобили во Тетово е еколог и господинот Дестани? Видите, представниците на самата компанија беа присутни на настанот кога се презентираше самиот проект. Формално во рамки на самата структура на компанијата не фигурираат. Меѓутоа, знаете како, значи она што е за нас важно е тоа што е направена, да кажеме, ајде, како се вика, due diligence, тоа го правиме за сите потенцијални и нови инвеститори во зоните пред самото потпишување на договорот, значи самиот извештај не даде никакви, да кажеме, ајде, проблеми од аспект на собственичката структура на самата компанија, така што мислам не би одел понатаму во коментирање дали се или не се. Сосема сте во право, значи представници на самата компанија беа присутни на настан. Иако повторно кажам, формално не се дел од собственичката структура на компанијата. Уште една инвестиција која што предизвика интерес во јавноста беше она за изградбата на филмските студија на Џон Малковиќ. Компанијата во одреден период кога и вие дававте изјави во однос на нејзината инвестиција, излезе и ве демантираше дека не сакаат прво да градат стамбени комплекси, сакаат да добијат статус на стратешка инвестиција. Каде настана тој спор? Што се случи не во настана никаде контекстот? спор, едноставно самата компанија или представници на компанијата кога дојдоа, кога разговара, да кажеме, иако разговарале со повеќе представници на владата, меѓутоа кога беа кај мене, се стекна впечаток дека фокусот во тој момент беше повеќе на комерцијален недвижен имот отколку на филмските студии. Така што мојата реакција во јавноста кога добив прашање, сосема сум отворен во комуникација на сите оние работи кои што засегаат или се од интерес на јавноста, значи мојот став беше јасен и сега, а тоа е дека не ни требаат странски инвеститори во делот на развивање на комерцијален недвижен имот од аспект на странски стратешки зборам со таков статус. Во меѓувреме, она што можем исто така да го кажеме дека и по реакциите што ги има, меѓутоа и по реакциите што ги имаше самата компанија тогаш, очигледно работите на нивна страна се променија, така што да кажем имаме обновени разговори сега во последниве неколку недели, каде што самата компанија и представниците на компанијата тука се повеќе фокусирани на што беше номинално, да кажем, фокус на интересот, тоа е развивањето на филмските студија. Така што работиме сега со нив на тој процес, докаде ќе стигнеме ќе видиме, меѓутоа повторно кажам што нашиот став е доколку навистина се заинтересирани, покажат интерес и нормално донесат и финансиски средства и проекти во делот на филмските студии, апсолутно сме заинтересирани да им даеме шанса како на сите останати и ќе продолжиме работиме во тој правец. На почеток на неделава лидерите на политичките партии договорија термини за одржување на
изборите следната година. Вашата матична партија најави создавање на Европски фронт во кој што се повикуваат и други политички партии, граѓански организации или активисти да се приклучат. Барем за сега имаме ли, може ли да се зборува за кои све политички партии, па евентуално граѓански организации, активисти би биле дел од ова обединување? Па јас мислам дека се уште рано зборуваме за тоа кои би биле субјектите, меѓутоа она што е добро што да, конечно се дефинираше датумот за одржување на изборите следната година. Добро што е во редовен термин, тоа значи дека испраќаме вистински сигнал и кон општеството, кон граѓаните, кон економијата, ако сакате, дека состојбите во државата се редовни. Она што е исто така важно е што, повторно кажам, пред да зборуваме за тоа кои субјекти, треба да се договориме за тоа кои принципи, кои вредности, какви луѓе, што е оно со што ќе излеземе пред избирачите како наша програма не само за следните 4 години, него што ќе направиме во првите 3 или 6 месеци од новиот мандат, што е многу важно. Кои се лицата кои што ќе го носат тој проект понатаму. Така што тие работи треба да се дефинираат, јас би рекол многу попрецизно во наредниот период, и она што можеме да кажеме да лично повеќе, не као член или као функционер на СДСМ е тоа што изборите реално ќе бидат референдум. Ние во изминативе 30 години постојано имаме датуми избори кои што се некаков тип на раскрсница, меѓутоа овие се реално раскрсница од референдум, бидејќи во изминативе неколку години веќе се искристализира, да кажем, одредени ставови и размислувања кои што се про-ЕУ или, ајде можда не толку анти-ЕУ, меѓутоа реално партии кои што зборуваат за ЕУ, меѓутоа не придонесуваат или не преземаат практични чекори во тој правец. Така што, она што можам да го кажам е дека, повторно кажам, чекорот кон дефинирање на изборниот термин заеднички во консенсусите политички партии добар, и тоа е добар сигнал кон, повторно кажам, општеството, граѓаните, економијата, дека состојбите се редовни, да се дефинираат принципи, да се дефинира што е она што ќе го понудиме, повторно кажам, како програма, јасна програма за следните 4 години, за првите 3 или 6 месеци од мандатот на новата влада, и потоа сега го да зборуваме кои се тие политички партии, невладини организации, движења кои што би можеле да бидат дел од сето тоа. Ве плашат ли последниве анкети како партии со оглед на тоа што резултатите од истите тие анкети не се баш многу позитивни за Социјалдемократскиот сојуз? Резултатите се меѓу другото последица, бројките, ако зборувате на анкетите, да покажува дека главната опозицијска партија има предност, да кажеме, кај избирачите, зборам како политичка партија. Меѓутоа, сега го се нормално последица на тешки одлуки кои што се преземени во изминативе 5 или 6 години во интерес на државата и на граѓаните, сега го се последици на пропусти, сега го се последици на грешки, кои што сме ги направиле како политичка партија, како владеачка гарнитура. Затоа и споменав, не е толку многу важно во моментов кој ќе биде дел од новата коалиција, колку што е важно да се договориме кои се тие вредности, принципи, меѓутоа што е тоа што ќе го презентираме пред избирачите како програма и кои се лицата кои што ќе застанат този таков тип на програма, односно ветување. Така што ако ме прашувате за бројките, реално не би ме плашеле, зашто ме плашат, јас сум сега борец по природа. Повторно кажам, значи состојбата е реална. Дали се бројките токму такви реално го одразуваат од аспект на прецизно пресечено со наш расположението на гласачите, веројатно не. Трендовите се тие, меѓутоа она што верувам дека е така, тоа е дека СДСМ ќе биде повторно партијата која што ќе формира следната влада. Би коалицирале предизборно со ДУИ? Па СДСМ веќе го направи чекорот на предизборна коалиција со етничка албанска партија во државата. Тоа беше минатите. Значи ние да кажеме чекорот преку реката веќе го направивме. Така што тоа веќе претпоставам дека не е такво баук прашање. Така да ако успееме, повторно кажам, да за сите овие работи, значи за принцип, за вредноста, за луѓе и за проекти, успееме да се договориме, тогаш ја не гледам никаква пречка тоа се случи сега. Господин Деспотовски, благодарам за интервјуто. Благодарам за поканата. Почитувани, вие го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.